Здраво и добро дојавте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме малце за медиумите во кои се инкубираат и потоа растат микроорганизмите. И да немаме многу повторување, значи ќе спомнеме. Например, кога засејуваме некој микроорганизам, тој треба да го засееме во познат хемиски медиум, бидејќи секој микроорганизам користи различни хемиски состојки за нивниот раст, развој, размножување. Така, например, ако сакаме некоја бактерија, во случај некоја портокалова, да засееме и таа бара, например, одреден медиум кој овдека например е бележан со сина боја и тоа е дефиниран хемиски медиум кој е познат, ама некои например бактерии бараат комплексен, каде што има повеќе материјали, например тука сина, па еве стави зелена боја, па еве жолта боја. Значи комплексен медиум кај што ќе има многу супстанции и ова може да се направи да се вклучат повеќе екстракти од квасец, од месо или растенија и ќе се добие ваков комплексен медиум. Ама интересно е како да се добие анаеромна средина за микроорганизмите кои се размножуваат без кислород, каде што дури мало количество на кислород е токсично за нив. Значи има повеќе начини, ќе разгледаме неколку. Значи имаме еден сад и сега ако збориме за физички методи, ако тој сад е например наполнет со некоја течност и сакаме да ја инакулираме бактеријата во течност, треба да го извадиме кислородот и тоа може да го направиме по пат на вриење. Добро, различни видови вриење, каде што кислородот се излегува по пат на меури. Други начини е, например, ако не е во течна средина и него е во некој друг сад, каде што ќе биде затворен, мислам затворен, ќе треба да има отвор за да излегува воздухот, но тој треба да биде всушност пумпа за вакуум. Значи со помош на пумпа, имаме тука, не знам, некоја пумпа, која го цица воздухот, го вшмукува воздухот и ќе се добие една средина, всушност вакуум ќе се добие, каде што потоа преку друга, например, пумпа, може да се додаде јаглерод диоксид или некој друг потребен газ кој му треба на дадениот микроорганизам. Друг начин е истовремено, значи да има две, никогаш да не се создае вакуум, него од едната страна доаѓа CO2, од другата да излегува воздухот и со тек на време смесата ќе стане само CO2. Или пак постојат и хемиски начини, значи внатре тука ако ги ставиме петриевките, значи ставиме петриеви садови кои ќе бидат со некој си материјал, со одредени бактерии и сега може да се стави и тука одредено хемиско соединение кој всушност ќе стои затворено па се превртува садот и тоа се активира, кој например две шишиња ќе има две хемиски соединенија и ти кои ќе се помешаат едното со другото се создава трето хемиско соединение, кое тоа трето хемиско соединение делува на кислородот и го отстранува. На некој начин го врзува во CO2 и ослободува водород или пак создава вода. На некој начин хемиски го отстранува, значи или ќе го врземе некој друго соединение. И вакви хемиски супстанции, значи овие овдека може да бидат например некои како пиргалол или пак некои редуцирачки соединенија како аскорбинска киселина, тиогликолат, кои всушност може да ги намалат овие токсични ефекти на кислородот. Постојат дури биолошки начини да се дојде до анаеробна средина, така наречен Фортнеров сад, тој едноставно објаснето да речеме имаме како еден сад каде што имаме една преграда и сега треба тука да добиеме анаеробно, значи да има, да речеме CO2, овдека треба да има кислород. Ама на почеток и тука има кислород. И па сега поентата е во аеробниот ќе засееме аеробни бактерии кои ги користат кислород. И они со тек на време, дејќи тоа е затворен сад, со тек на време ќе го искористат целиот кислород. Значи целиот кислород ќе дојде таму, така. И они со тек на време ќе го искористат како, не знам, да ставиме тегла со свеќа, нели? Свеќата ќе се изгаси после некој време зашто ќе го искористи кислородот. Епа и на тој начин аеробните бактерии ќе го искористат кислородот и од кога тоа ќе се случи ќе можат анаеробните да се развиваат, да се размножуваат. Значи многу прост концепт. Мислам добро тоа практично се изведе покомплицирано, ама генералната идеја е лесна за сваќање. И сега, иако имаме толку начини за всушност формирање на одредени медиуми кои се потребни за бактерии, ние ги немаме
успеано сите бактерии не се успешни на таков начин да се засеат и да се размножуваат. Например, бактерии кои најчесто живеат во интрацелуларни услови, добро, сите всушност работа на тој начин, ама бактериите кои живеат во интрацелуларни услови, значи во некоја друга клетка, тие обично има некои кои користат ензими или некои специфични материи од таа клетка кои не можеме да ги репродуцираме на агарна плоча. И тие бактерии најчесто не можеме да ги засееме. Или имаат други техники за засејување кои се надвор од опсегот на овој курс. Али често наречеме некои такви, например, рикетсија или хламидија, или пак вируси. Вирусите не може да ги засееш на вештачки медиум. Значи вирусот сам по себе дефиниција е дека живее, односно живее. Не можеме да рачунаме дека е жива материја, бидејќи единствено живот покажува кога е внатре во клетка, дали тоа е бактериска или еукариотска. И само кога е внатре покажува живот, така да не може да го заследиш на хемиски медиум кој е нежив. Исто така и археите, нели рековме, значи рековме дека тие се екстремофили, така да се наоѓаат во екстремни услови, а ти не можеш да репродуцираш средина која се наоѓа на дното од океанот, нели на дното од океанот имаш такви чадливи извори или како да ги наречам. Кој ги спомнавме во првото видео, оджаци каде што искача гасови, елементи од јадрото на земјата, значи тука притисокот е многу голем. Овие услови не може толку лесно да ги репродуцираш од лабораторија. Барем за најголем дел од лабораториите, некои лаборатории сигурно може да ги одгледуваат, но археите исто така се проблематични, дел од нив. Исто така при засејување и размножување на микроорганизмите, кај патогените исто така треба многу да се внимава. Сигурно се гледале по филмови, тие кога некој микроорганизам, некој страшен микроорганизам во посебни комори, значи имаат комора која е затворена и има две дупки, всушност за ракавици има од внатрешната страна, каде што ги ставаат рацете и ништо не е во контакт со таа комора. Значи има вентили кои скачаат со големи филтри кои идат внатре у комората и така натаму. Тоа се посебни комори за одгледување на посебни микроорганизми и за контролирање на условите кои се наоѓаат внатре во тој инкубатор, да речеме. Например, тука има посебни, например, боци има. Една боца носи јаглерод диоксид, друга боца носи кислород, трета боца носи азот и сите тие се поврзани со комората и се пуштаат вентили, се контролира внатрешните услови совршено и многу е пажливо работата со нив. Например, има бактерии кои сакаат само CO2 и тие бактерии се наречени капнофили, бидејќи сакаат поголема концентрација него што има во атмосферата, бидејќи во атмосферата има 0,0 колку беше 3% јаглерод диоксид, некои сакаат повеќе и тоа може овдека да се регулира. Тие значи се капнофили. И капно обично се користи за се што е така поврзано со јаглерод диоксид како газ, например хипокапнемија, хиперкапнемија, например кај еукариотски организми. И така. Се надам дека научивте нешто ново, ќе се видиме во наредното видео.